регионалните вести ќе гледате. Лекарската комора ќе одлучува за одземање на лиценцата на анестезиологот кој во живо на TikTok емитуваше видео од пациенти и медицински персонал. Деветнаесетгодишникот Тетово се сомничи дека силувал 14-годишно девојче. СВР Тетово со апел до велосипедистите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, во спротивно предвидени се поднесоци. Лекарската комора ќе одлучува за одземање на лиценцата за работа на лекарот анестезиолог, кој во живо на социјална мрежа емитувал видео од пациенти и медицински персонал во Тетовската клиничка болница. Покрената е постапка пред судот на честа при ова тело. Покрената е постапка пред судот на честа на Лекарската комора за време на одземање на лиценцата за работа на лекарот кој работел како анестезиолог во Тетовската болница, а на социјалната мрежа TikTok во живо снимаше и емитуваше видео во кое се гледа медицински персонал и пациенти на кои им се пружала помош на гинеколошкото оделение за киретажа. Конечната одлука ќе се знае идната недела. Лекарот ги нарушил правата и достоинството на пациентите и угледот и честа на лекарската професија, рече председателката на Лекарската комора на денешната пресконференција. Лекарската комора денес на првиот работен ден по великденските празници итно ги свика органите и телата на комората за да го разгледаат конкретниот случај. Согласно процедурите и правилниците, денес итно се одржа вонреден состанок на Комисијата за етички и правни прашања. По детална расправа и разгледување на случајот, Комисијата донесе едногласна одлука за покренување на постапка пред судот на честа на Лекарската комора. Обвинителот на судот на честа, по разгледувањето на пријавата, истата ја прифати и до судот на честа на Лекарска комора достави обвинение против доктор Валјон Дервиши, анестезиолог, кој веќе не е вработен, бил вработен во јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово, со предлог судот на честа да му изрече мерка за временно одземање на лиценца за работа. Согласно правните регулативи, обвинението во овој момент му се доставува на докторот кој се наоѓа во притвор. Лекарите својата професија треба да извршуваат совесно и одговорно. Секогаш на прво место треба да им биде сочувување на здравјето, со следење на етичките норми и почитување на човековото достоинство, приватноста и интегритетот на пациентите. Лекарот е обврзан да ја чува професионалната тајна, а во професионалниот и приватниот живот да ги негува личните квалитети, соодветни на местото и достоинството на лекарска професија и во општеството. Лекарот треба да е свесен дека за секој несоодветен, лекомислен, нечесен и понижувачки акт ги компрометира сите други колеги. За жал во овој случај, Етичката комисија констатираше дека колегата со своите постапки и однесување прекршил повеќе етички норми на кои го одбрзува Кодексот на медицинската деонтологија, поради што е поведено постапка пред судот на честа. Лекарската комора уште еднаш изразува најостра осуда за инцидентот и искрено жалење за состојбата во која се доведени пациентите. Јас ја користам приликата да во име на целата струка се извинам на тие пациентки кои биле снимени додека лежале безпомошно во болница, без да бидат прашани. Потенцираме дека по истек на минималните временски рокови предвидени во постапката, судот на честа ќе заседава за донесување на конечна одлука. Пред 2 дена основното јавно обвинителство Тетово поведе постапка против анестезиологот за кривични дела, несовесно работење во службата, како и неовластено снимање. Откако беше приведен, основниот суд во Тетово му одреди мерка притвор од 8 дена по предлог на јавниот обвинител. Анестезиологот беше отпуштен од работното место.
19-годишник од Тетово се сомничи дека силувал 14-годишно девојче. Основното јавно обвинителство Тетово отвори истрага за настанот, а судот му определи мерка притвор во траење од 30 дена. Основното јавно обвинителство Тетово донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кривично дело силување на дете кое не наполнило 15 години. Согласно член 188 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Осомничениот 19-годишник на 12 април во близина на маркет кај старите згради на Државниот универзитет во Тетово со употреба на сила и закана извршил полов напад врз 14-годишно девојче. Тој заедно со уште едно непознато лице ја пречекале жртвата додека одела кон маркетот. Осомничениот, инаку нејзин сосед, ја повлекол за раката кон паркирано возило во близина. Другото лице го отклучило автомобилот пошто осомничениот ја удрило штетената по лицето и ја натерал да влезе внатре на задното седиште. Со возилото управувало непознатото лице, кое ги заклучило вратите и ги одвело 200 метри подалеку, пошто го паркирало возилото и излегло. На задното седиште останале осомничениот и оштетената, а тој со употреба на сила го принудил девојчето на полови дејствија. Потоа му се јавил на непознатото лице и заедно со автомобилот ја вратиле жртвата од местото каде што ја зеле. Осомничениот и се заканил дека ќе ја убие доколку каже некому за настанот. Надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка во Основниот суд во Тетово достави предлог за определување мерка притвор за осомниченото лице, оценувајќи дека тој би можел да се даде во бегство, да влијае врз сведокот или да го повтори делото. Судот го прифати предлогот на обвинителството и на осомничениот му определи притвор во траење од 30 дена. Заталкан куршум оштетил прозорци од дом на жителка во Гостивар. Измамена 68-годишна тетовка, нејзиниот поранешен зет противправно продал нејзин имот. Во полицискиот билтен евидентирани физички напад. Во продолжение деталите. 42-годишна гостиварка вчера во 11 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавила дека од залутано зрно биле оштетени прозорци во две простории од нејзиниот дом на улица Илинденска во Гостивар. Нема повредени лица, а увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар и се преземаат мерки за расчистување на случајот. 68-годишна тетовка вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавила дека нејзиниот поранешен зет со приложување на фалсификувано полномошно пред надлежни органи и служби пред известно време противправно го продал нејзиниот имот во Република Косово. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер во 22 часот и 50 минути во СВР Тетово, 37-годишник и 28-годишник, двајцата од Тетовска Голема Речица, пријавила дека еден час пред тоа во угостителски објект на улица Борис Кидрич во Тетово физички биле нападнати од две лица, од кои со едното пред неколку месеци имале недоразбирања во сообраќајот. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Со затоплување на времето се бележи зголемен број на велосипедисти учесници во сообраќајот. Оттаму СВР Тетово со апел до велосипедистите да ги почитуваат постојните сообраќајни правила и прописи, во спротивно предвидени се соодветни поднесоци. Со затоплувањето на времето на патиштата и улиците во Тетовско-гостиварскиот регион покрај другото забележително зголемен е бројот на велосипедисти и мотоциклисти учесници во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до велосипедистите да се движат прописно, односно крајно десно по коловозот, еден за друг, а не еден до друг. Им се советува исто така во вечерните часови да бидат прописно осветлени и да ги избегнуваат темните улици. Да внимаваат на знаците и постапките кога свртуваат лево или десно, задолжително да слезат од велосипед и да ги преминуваат улиците на обележани премини. Во спротивно, велосипедистите ќе се соочат со законски предвидените санкции, односно ќе им се изготвуваат соодветни поднесоци, а зависно од видот на сторениот прекршок. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, предвидени се и парични глоби од 20 до 50 евра во динарска противредност. Минатата година пак на Тетовското подрачје биле регистрирани вкупно 22 сообраќајни несреќи, во кои непосредни учесници биле велосипедисти и 74 мотоциклисти.
Оттаму максимална внимателност им се советува и на мотоциклистите, но и навреме да ги регистрираат мотоциклите, задолжително да користат заштитна опрема и да поседуваат возачки дозволи. На пресконференција во влада денес беше промовирана програмата за дигитализација «Дигитална ера» на Министерството за информатичко општество и администрација. Во насока на поголема дигитализација и заштита од сајбер напади во исто време се предвидува и формирање на агенција за дигитализација. Со воспоставување на новата агенција за дигитализација ќе се овозможи дигитализирање на јавната администрација, која ќе ги подобри ефективноста, транспарентноста и отчетноста во управувањето и ќе придонесе кон стабилен економски раст на земјата. И второ, ваква агенција за дигитализација ќе може да ги консолидира и кадровските ресурси кои што работат на ова поле, меѓутоа да стане и конкурентна во делот на привлекување на IT инженери кои што знаеме дека се дефицитарни и кои што имаат висока цена на пазарот на труд, со што државата ќе може да ги обезбеди кадрите кои што се потребни на полето на дигитализацијата и на полето на сајбер безбедноста. Оваа година во овој дел ќе има суштински реформи, засновани на клучните европски принципи на дигитализација на услугите, насочени кон трансформирање на начинот на кој граѓаните комуницираат со јавната администрација. Дигитализацијата подразбира воведување на дигитални и електронски услуги во државните и јавните установи, што е една од главните цели во програмата на владата 2020-2024 година. За таа цел, дигитализацијата ја воведуваме на сите нивоа во државата преку обезбедување на брзи услуги за граѓаните. Ќе се насочиме во правец на обезбедување целосно функционален едношалтерски систем, преку што на 333 пунктови на државно ниво ќе се добиваат услуги само на една локација. Денес пред нас го представуваме слоганот на Министерството за информатичко општество и администрација, а тоа е дигитална ера. По тој слоган ќе се продолжи и ќе се води процесот на дигитална трансформација во овој период. Дигиталната трансформација суштински ќе го промени односот помеѓу државата и граѓанинот, создавајќи основи на безбеден и доверлив систем кој ќе ги подобри јавните услуги, ќе обезбеди преку националната платформа и ќе обезбеди сервиси во реално време. Со дигитализација на јавните услуги, значително ќе го намалиме времето што граѓаните го поминуваат за добивање на некоја услуга на шалтерите на јавната администрација во земјата. Овие услуги ќе бидат достапни во реално време, ќе бидат транспарентни, отчетни и поевтини, со што клиентелизмот, фаворизирањето и монополизирањето на процесите ќе биде веќе минато. Како резултат на тоа, дигиталната трансформација позитивно ќе влијае на интегритетот, достоинството и на граѓанинот и на вработените во јавната администрација. Во градското кино Милениум во Скопје утре ќе се одржи премиерата на првиот долгометражен документарен филм за Блаже Конески Јанза според мотивиот дневник по многу години на Конески од истакнатиот македонски документарист Никола Калајџиски. Филмот е подготвуван и сниман во период од 3 години и го следи животот и делото на професорот Конески, академик, поет и еден од кодификаторите на македонскиот литературен јазик. Направивме документарен долгометражен филм за ликот и делото на Блаже Конески. Откривме некои нови моменти од неговиот живот, приватен и службен, се разбира. Ова е филм за веројатно клучната фигура на 20 век во Македонија. Тоа е времето пред големото дело на Крстен Миширков за македонските работи, а потоцна периодот на Асном кога се конституираше современата македонска држава. Блаже Конески е тој мегник, таа магна карта, тестаментална карта на македонското верую и на нашите обстои. Документарниот филм го има мотото "Не ме дума минатото, ме дума денот од утре". Како ќе го толкува нашево денес? Тоа е една моќна парафраза од мојата куса дружба на времето со драгиот професор Конески, таму некаде во клубот на уметниците кај Јоле. Во филмот се собрани сите биднини и небиднини нашиот македонски народ,
сите вомјази, сите јанзи, меѓутоа и сите надежи и обстојби да се биде свој на своето. Овој филм скажува за еден човек кој што седи со нас и со нас комуницира, како што беше Конески, ги раскажува сите негови премежиња. На моменти ми се чини како Одисеи, кој што плови и сака нешто да постигне, бидејќи Конески има пишувано и затоа. Јанза е зборот кој што Конески често го употребувал во своето уметничко творештво. Се надевам дека филмот без мистификации ќе го понуди вистинскиот човек кој што преживеа и многу премрежиња, да речам, и успони, издигање и паѓања, кои што го сакавме и не го сакавме како општество, меѓутоа кои што остави траги кои што не можат никогаш да се избришат. Филмот обединува, не е само за македонците, туку за сите македонци, жители на нашата држава и пошироко. И филмот создава легенда и се надевам дека ќе служи и во школската практика. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.